Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Штипе убаво место за живење, но многу работи може и треба да се подобрат, вели градоначалникот на општината Сашко Николов. Со него поразговаравме за неговиот изминат мандат, предизвиците со кои се соочува како градоначалник, за сработените проекти, но и за она што следува. Покрај оваа градоначалничката функција, тој е и кардиолог. За многумина е насватливо зошто еден етаблиран, успешен доктор влезе во една сосема нова работа – политиката. Сепак тој вели дека функциите и не се така неспојливи. Докторот се грижи за здравјето на луѓето, а градоначалникот за добробитта на народот. Додека докторот ја организира работата на одделот и го менаџира процесот со пациентите. Вели градоначалникот ги менаџира општинските установи со цел да се подобрат условите за живот на граѓаните. Потребата да влезам во политиката и да влезам на позиција градоначалник, вие кажавте мандат, меѓутоа не е мандат, јас сум само 10 месеца градоначалник. Потребата да влезам во општеството е заради тоа што во овие 7 години од 2014 кога се вратив во Штип од приватната болница Филип II, добив порив, ќе кажам порив, дека на ово општество му требаат круцијални и тектонски измени. Зошто? Заради тоа што политиката прави да луѓето станат зависни од политичките партии. Станувајќи зависни од политичките партии, ние влегуваме во еден зачарен круг или циркулус витиозус, каде што наместо да напредуваме на своите работни позиции, ние стагнираме ради тоа што секој е вработен од некоја политичка партија во некое политичко време. Дали е тоа времето на ВМРО, дали времето на СДСМ, секој нашите вработени се вработуваат во одредени периоди од владење на некоја политичка структура. И тие луѓе секојаш наоѓаат начин како да се заштитат за да не работат со 100% сила колку што може да сработат, се со цел да бидат на еден начин привилегирани и на тој начин имаме една надолна линија во општеството. Во овие 6-7 месеци од кога сум на позицијата градоначалник, направивме еден норматив како треба да работат вработените во општинската администрација, како треба да дават услуга на граѓаните кои што ќе дојдат во општинската администрација или пак во јавните предпријатија, се со цел да тој тип на работа биде рамноправен за секој еден граѓанин. Од една страна, од друга страна, внатре во самата организација, сите вработени да го чувствуваат градоначалникот како главен менаџер на оваа општинска администрација, да го чувствуваат како правичен и рамномерен према сите. Така да единствените привилегирани луѓе или вработени во оваа администрација се само оние највредните. Зошто? Заради тоа што со години назад највредните луѓе, тие биле во секоја институција во Македонија, во нашава држава е таква да 30% од една институција луѓето работат, 70% се провлекуваат преку трудот на овие 30%. Во оваа администрација, во оваа општина, сега правиме мерит систем на базирање и на одредување на трудот кој што го дават вработените, и тие 30% ќе бидат наградувани, надградувани, унапредувани, а останатите нормално, едните ако растат, другите треба да паѓаат во однос на финансиските примања кои што ги имаат, и на тој начин ги правиме сите да бидат мотивирани со цел да сите даваат максимум и сите да растат. Да нема оние да паѓаат на плата, да паѓаат на привилегија, него буквално секој еден кој што ќе си дојде од 7:30 до 15:30 часот на работа, да го употребат своето време максимално за работа, да бидат на услуга на граѓаните, да не чекаат нашите граѓани во нашата општина или пак не да Боже на терен каде што треба да излезат јавните предпријатија. И тоа е главната причина зашто влегов во политиката. Ми сметаше неправилниот однос на луѓето кои што работеа во јавната администрација и ми смета се уште мислата дека во јавната администрација е така наречено народно во наводници кажано клати врата земе плата. Да. Тоа ќе го промениме и тоа го менуваме. Ете, кога веќе зборуваме и за вработувањата и за слично овде конкретно во општината, ги имате ли вие потребните услови за работа внатре во општината? Па видете сега, ние имаме еден многу голем проблем во општината заради тоа што многу лесно кога треба да најдете општ работник. Меѓутоа станува исклучително тешко кога треба да најдете квалификуван економист, квалификуван правник, високо квалификуван урбанист. Знаете дека ние во нашата општина имаме 20 градежни инспектори кои што се од круцијално значење за да функционира една општина.
Едната е господја треба да оди во пензија за неколку месеци, а другиот господин пред некој месец доби лиценца за работа како градежен инспектор. И ја мислев дека ќе биде многу едноставно да направиме еден тим од урбанизам со градежен инспекторат кој што ќе работи на терен во оваа општина, меѓутоа кога ги видовме платите на градежните инспектори, на урбанистите, на економистите, на правниците, сваќаме дека, уствари не сваќаме, него не идовме на една ситуација да ниеден од приватниот сектор нема да ја напушти таа зона со таа плата, да дојде да работи во општината на цела овој труд и работа кој што го имаме, има доста работа за толку мала плата. Така да тоа е еден голем проблем со кој што се соочуваме да најдеме квалитетен кадар, за да ја подигне работата на општинското функционирање во наплатата на даноци, во пресметките на даноци, во економско-правното функционирање на градежното земјиште, во урбанистичкото планирање на градот. Сите тие сектори се многу чувствителни и многу битни за една општина, за тоа како ќе се развие и во кој правец ќе се развие општината, а еве сме со врзани раце градоначалниците и локалната самоуправа, заради тоа што ние немаме начин како овие луѓе или оние што работат да им подигнеме платата за да бидат задоволни и да ги мотивираме да работат уште поинтензивно и да направиме разлика меѓу вредните и оние кои што сакаат да го искористуваат, да ги искористуваат дупките во законот за да се кријат за оние што работат. Јас кога дојдов на оваа позиција, дојдов со визија дека имаме превработеност во администрацијата и дојдов со визија дека овде има луѓе дремат во канцеларии и никој ништо не работи. Меѓутоа од оваа перспектива како градоначелник не е баш така. Зошто? Заради тоа што фалат луѓе во даноци, фалат луѓе во економскиот сектор, каде што се пишуваат даноци, каде што се вршат пресметки, фактурно фалат луѓе, наплата фалат луѓе. Правници, ние моментално, ова наша општина имаме еден човек, правник за градежно земјиште, само еден човек. Таму треба минимум 20-3 за да може работата да тече непрекинато. Така да недостасува високо, пак ќе кажем, високо квалификуван стручен кадар. Тој кадар недостасуваат и редари. Еве ќе ви кажам, значи ние комунални редари имаме 20-3, 5 души се тие луѓе, меѓутоа имаме инспектори исто така. Евете, значи тие влегуваат во групата на економисти и правници високо квалификувани. Влегуваат во таа група, пошто комуналните редари, самите инспектори, тоа се или економисти или правници, или пак на крајот денот со градежен факултет или архитектура, кои што морат да бидат стручни во област за која што нели треба да работат во тој инспекторат. Тоа дали законските рамки ви овозможуваат да ги реализирате вашите проекти такви какви што ви биле порано или ги имате замислено? Законските рамки се поставени и протоколите се поставени за да немаме отстапување, да не се случуваат грешки кога ќе се работи или кога ќе се планира одреден проект. Значи, кога конкретно еве за било каква инфраструктура, дали зборуваме за водовод, канализација, значи сите тие проекти мора да поминат преку Министерство транспорт и врски, прво Министерство економија и финансии нормално, па Министерство транспорт и врски, па Министерство за екологија и заштита на животна средина, па потоа катастар и на крајот завршуваат со градежните одобренија кои што ги правиме во општината. Тоа е еден, да речеме, мачен пат за општинската администрација да го заврши проектот, а уште потешко е да го изработите проектот. Значи ние треба да го изработиме проектот, па изработен проект да ги помине сите овие фази на функционирање и на крајот да си повторно ние самите на себе дадеме дозвола. Тоа ја усложнува малце работата, меѓутоа од друга страна ни дава една сигурност и на градоначалникот и на раководителите на сектори и на оделенија дека работата што ја ставиле, што ја помината не сите овие етапи на оддавање соодветни дозволи за продолжување на овие проекти, ни дава една сигурност дека сето тоа е направено по закон и во овие 10 месеци не сме најшле на некој проблем, да речеме да се заглави некој проект во некое министерство, заради тоа што и комуникацијата со министерствата ни е, да не речем, на едноставно ниво. Било кој вработен од општината има лесна комуникација со било кој вработен од министерствата и доколку некаде треба да се убрза, побутне или да се модифицира работата, имаме ниво градоначалник со министер во 24/7 ќе кажам, и на тој начин ги запазуваме сите овие
постапки во решавањето и почнувањето на еден проект од една страна, а од друга страна не се кочи и сме сите сигурни и безбедни дека сме истерале се по закон. Да, ете кога сме веќе кај ова и комуникацијата со министерството, односно со централната власт, која е вашата оцена за децентрализацијата? Децентрализацијата се уште сме ние... Конкретно за нашата општина зборува. Јас можам да кажам дека децентрализацијата е започната, меѓутоа ние сме далеко од комплетна децентрализација, морам да кажам. Значи се уште даноците, ДДВ-то, одредени работи кои што би требало да бидат во рамките на локалната самоуправа, да се зголеми, да речеме, приходните страни на општините, самите ние да си ги решаваме ради тоа што во нашата општина се работат фирмите, ДДВ-то си го плаќаат во нашата општина, меѓутоа се уште тоа се враќа назад по министерствата, па таму ни даваат одреден процент за да може да работиме и ние сме повторно институциски зависни од целата таа една огромна машинерија, да речеме. Меѓутоа, децентрализацијата се уште имаме доста пат за изодување, се уште имаме доста чекори за да ги направиме како што треба, за да биде таа децентрализација, да се даде повеќе одврзани раце на локалната самоуправа, меѓутоа мора да бидеме и самокритични, бидејќи на тој начин па се генерира премногу, ќе речем, моќ, премногу сила во локалната самоуправа и тогаш имаме повторно опција за корупција, повторно опција за нарушување на оној правилен протокол и систем на функционирање, ради тоа што на пониско ниво тогаш може да се случуваат грешки и затоа треба да бидеме страпеливи со децентрализацијата и со постапките. Треба еден процес кој што ќе трае сигурно уште неколку години, меѓутоа јас сум убеден патот кој што сме го фатиле со Министерството за локална самоуправа, со Министерството за финансии, со вице-премиерот Лјупчо Николовски за антикорупција, за корупција и системи, води према тоа да оваа децентрализација во наредните години ќе добие една основа јака, каде што самата локална самоуправа, заедно со председателите на местните заедници, кои што се дел од локалната самоуправа, ќе се генерира и ќе се распредели таа сила на децентрализацијата на сите сектори, за да секој сектор по себе си влече и генерира одредена сила и моќ, за да не зависи се од еден човек. Кога зависи од еден човек, тогаш имаме шанса за корупција, шанса за мито, шанса за кршење на законите, а тоа не смееме да го дозволиме и затоа и правецот на децентрализацијата е таква да целата сила се спушти на локалната самоуправа, до локалната самоуправа се спушти на председателите на местните заедници, а таму се спушти до самите граѓани. Така да граѓаните да имат моќта над сопственото општество. Според вас, кои се оние проекти кои што најбитни проекти кои сметате дека во голема мера го подобрија квалитетот на живот на граѓаните во општината или ќе го подобрат, официјално бидејќи вие ќе бидете кандидат за градоначалник? Во овие 7 месеци за среќа имавме хавари кои што почна пред неколку дена. И тоа е еден голем проблем на Штипјани. Ако 50 години беше сонот забраната, тоа е решено, завршена приказка. Сега имаме 50 годишен проблем со водоводните мрежи, главните водоводни мрежи. Штип има, општина Штип, има најстара главна водоводна мрежа. Горе-доле сите општини веќе ги имаат променето водоводните мрежи и имаат современи, сега не ги знам јас точно називите за какви типови на цевки се ставени надам, да нашите се стари азбестни цевки повеќе од 50 години. Пред 4-5 дена имавме една голема хаварија каде што во должина од 2 метра буквално се расцепи огромна цевка, односно тоа се две паралелни цевки, главни водоводни цевки линија 1, кои што носат вода во 1/3 од градот. 1/3 од градот остана 24 часа без вода. Значи 24 часа екипите на ИСА работеа на терен, ја санира, само што ја санира, ја пуштија водата, во продолжение имаше уште 4 такви дефекти. Така да можам да кажам дека некаде околу 10 метри должина на главна водоводна цевка се направи сервис и се промени водоводната цевка. Тоа е еден огромен проблем и да не речеме ризик за водоснабдување за целата општина, поготово ваквите летни жешки денови каде што водата ни е и како неопходна за пиење, меѓутоа и за личната хигиена. И затоа апелираме до нашите граѓани да ја користат водата за пиење и за лична хигиена, да не ја користат за наводнување на тревниците, за наводнување на бавчите, за наводнување на насадите кои што ги имаат, заради тоа што нека си користат таму техничка вода.
А ваквите варијации предизвикуваат варијација на притисоците во главните цевки и на тој начин овие остарени, да речеме престарени цевки, кај што им е веќе поминато од пред десетина години им е поминат рокот за издржливост, пукаат. Еден од проектите кои што во наредниот мандат, да сме живи и здрави после октомври, ако бидам градоначелник на оваа општина, ќе биде промена на главната водоводна мрежа. И тоа е можеби и главен проект, и еден проект кој што ќе биде како приоритетен, кој што мораме да го решиме, не заради Сашко Николов, не ради кампањата на Сашко Николов, него ради водоснабдувањето на сите Штипјани. Тоа не е суштинска работа во 21 век, ние да немаме сигурен и безбеден доток на вода за сите граѓани. Ще им губи многу вода, мислам, со тие стари. Точно. Значи, 60%. сега сме во преговори со тоа е посебна компанија која што работи на проверка на зборуваме за малите водоводни мрежи кои што се секундарните терциерните линии кои што фактички доваѓаат до самите граѓани и таму имаме проблем со распукани кои што течат и губиме вода многу. Ќе се направи една анализа на самите водоводни линии, да се види во кој дел каде се губи вода, да се реагира од ИСАР на тоа сепак секундарни терци линии поедноставни зафати. А јас како градоначелник во наредниот мандат, усари не во наредниот мандат, на самите овие локални избори, уште сега веќе почнуваме припрема за така наречен референдум за оние средства од местните фондови кои што се собирале со години назад, некаде околу 60 милиони денари, скоро 60 милиони денари се собрани, тие средства да ги на референдум граѓаните да се кажат волјата дека имаат потреба, јас ќе објаснам потребата да се променат главните водоводни линии во оваа општина, преку тие средства да ги извадиме од таму и да ги дадеме те. Тие средства биле собирани 30 на 40 години наназад со цел да се сменат водоводни линии, тоа е намената нивна. Меѓутоа, без разлика што е намената, ние можеме и без референдум да ги извадиме средствата да ги усмериме за тоа, меѓутоа јас сакам да си помине референдум, да си граѓаните кажат дека тие пари, тоа сепак нивни пари што ги заштедиле, што ги тргнале на страна, тие пари сакаат да ги употребиме за да ја промениме водоводната мрежа. Генерално оваа општина гледате дека во овој мандат од 7 месеци, односно до крајот на мој мандат од 10 месеци, во октомври ќе направиме 10 месеци мандат, во целата општина ќе бидат реконструирани, рехабилитирани вкупно некаде околу 25-26 улици. Ние сме сведоци веќе на завршувањето на улица Кеј Маршал Тито, каде што пред месец дена се заврши тротоарното уредување и веќе ги немаме оние распукани асфалтни тротоари каде што мајките со дечињата, со количките и татковците што ги буткаат мораат да излезат на патот па да заобиколат тротоарната површина каде што се распукани, каде што многу наши сограѓани и лето и зимо време се сопињале, кршеле екстремитети, раце и нозе, ја во болница сме среќавале пред трговски центар, тоа е средено санирано. Јас сум многу горд на ваквото уредување, не само во централното градско подречје, него ние кога дојдовме со мојот тим овде во овој кабинет, направивме стратегија да во целата општина, во сите урбани и рурални средини, фатиме 3-4 до 5 улици, да ги реконструираме и со тоа темпо ќе продолжиме во наредниот мандат. Рачунете да по 5 улици во секоја населба да се реконструираат во наредните 4 години, тоа значи 20 големи улици во секоја населба ќе бидат завршени. Што значи дека после 4 годишен мандат немаме да имаме не асфалтирана улица, не средени тротоари и не средено осветлување. За 4 години по 20 улици во секоја населба. Да не зборуваме дека сега некаде после 15 август ќе почне градбата на тротоарните конзоли од десната страна на реката Отиња, почнувајќи од мостот кај црквата Свети Николе према судот. Со тие конзолни тротоари се прават две ленти кои што ќе може да го растеретат сообраќајот према центарот на градот. Со решавањето на овие тротоарни конзоли добиваме две линии каде што амбулантните возила ќе може побрзо да експедитивно да стигнува до болницата, тоа е првата работа. Втората работа, целата ова гужва што се ствара од 1 часот до 3,5 часот, кога 4 часот кога се враќаат сите од работа или кога се заминуваат сите дома, да биде растеретен, да имаме две линии. Да не зборуваме за проектите на реконструкција на улицата Панче Георгиозов, која што улица буквално се промени целата канализациона мрежа. Се увиде во текот на работните активности дека атмосферскиот канал на самата улица, кој што не беше пресметан во
како потреба дека треба да се прави, некој би имаше пресметка дека треба да се реконструира. Се види дека фактички поплавите и подземните води кои што ги има граѓаните кои што имаат куќи покрај овој канал фактички потекнува токму од тој канал каде што бил распукан и водата буквално се слеваше под каналот во нивните дворови, во нивните подруми, визби. Направивме веднаш проект и веќе проектот, тендерската постапка е завршена, веќе е одбран човек кој што ќе го прави тој атмосферски канал и ќе се прави канално уредување на самата улица и веднаш потоа настанува асфалтирање на улица. Улицата во Кадидере ќе се асфалтира, таа е повеќе од 35 години водоводна, канализациона мрежа, асфалт. Значи целосно реконструиране, значи зборуваме за разлика од сите претходници како работеле, Сашко Николов со тимот работи на реално. Не ставаме врз коцката или врз стариот асфалт, нов асфалт со цел да се заврши работата брзо. Не, го гребеме стариот асфалт, се прави подлога, се става нов асфалт за тоа да трае 10, 15, 20 години. Кој ќе ја направиме една работа да трае. Кој ќе ги фрлеме, кој ги потрошиме парите за една работа, да знаеме дека сме ги навистина потрошиле парите, меѓутоа дека тој ќе остане во аманет и на нашите деца и на нивните деца и дека ќе остане така. Многу битна работа, една што веќе гледам повеќе општини во нашава држава го решиле, проблемот со осветлувањето во јавното осветлување во општините. Морам да кажам, за жал, колку и да се трудиме со Стипион, јавното предпријатие Стипион, да секаде во општината се појават да сменат сијалици кај што прегорувале, се уште имаме ние тие застарени живини сијалици кои што влечат и многу струја и трошат многу струја. Повеќе општини го решаваат тоа со моделот на јавно-приватно партнерство. Што значи дека ние веќе направивме физибилити студија, уште на почетокот на мојот мандат дојдоа неколку компании, направивме физибилити студија кај што кажа кој бенефит ќе го има општината ако се даде јавното осветлување на јавно-приватно партнерство. Реално општина Штип во овој момент за жал тврдам дека 60% од осветлувањето работи, 40% не работи. Што значи дека 40% од нашата општина е неосветлена. И ние не можеме да се базираме дека треба и така да продолжиме да работиме. Не. Ние треба да работиме да 100% од нашата општина, урбана и рурална средина биде осветлена. Секој наш граѓанин, секој наш жител на општина Штип заслужува на својата улица, во своето мало да има осветлување. Така да, колку што сум во тек од службите, веќе е започната јавната тендерска расправа или како се вика за понудувачи за кој би го превземал тоа јавно-приватно партнерство. Имаме понудувачи, таа постапка е во тек и се надевам дека до крајот на месец август или пред и средината на месец август ќе се заврши. За 4 до 6 месеци ќе заврши со комплетно осветлување на градот. Така да штипим во наредниот период тоа што ќе го оставам јас за овие 10 месеци ќе биде 100% јасно, гласно осветлен град и не само осветлен град, него општината и плюс дополнително ќе заработува финансиски средства заради тоа што ќе се значило тоа за финансиски општината ние од плаќање за јавно осветлување некаде собираат околу, не ме држате за збор точната бројка, може да ќе ја сгрешам со некоја бројка, околу 35 милиони денари годишно. Од тие 35 милиони годишно, некаде 15% ќе се враќаат во каста на општината. Општината ќе биде растеретена од работници кои што ќе треба да се грижат за јавното осветлување. Општината ќе биде растеретена од сервисирањето на сите тие сијалици и на крајот од денот општината ќе добие 100% осветлување. Еве и накратко, само ваш коментар за урбанизацијата. Ете да речеме посебно со повлечениот закон за легализација. Што менува тоа за Штип, колку тоа значи за Штип? За жал, зимам длабоко воздух и тежина на душата, бидејќи самиот закон за легализација на дивоградби направи таков проблем на овие 7 месеци работење, што нашите несовесни граѓани, ќе кажам, значи не сите граѓани, несовесните граѓани, кои што мислат дека со заобиколување на законите и градење дивоградби каде ќе им текне и нивна легализација се става да бидат равноправни со сите оние кои што си плателе комунали. Додека сум градоначалник, ќе се борам, и тоа ќе се борам од петни жили, тоа да не биде равноправно. Не може легализиран објект кој што бил дивоградба, кој што во ниеден момент не бил урбанистички планиран дека таму треба да има куќа, таму треба да има зграда или таму не знам што би требало да има,
а ги направиле, ги легализирале евро, квадрат или не е битно која сума, а некој, како мене, како вас, како било кој друг советсен граѓанин си платил 40, 50, 60 евра комунали, си изградил легализиран објект, кој што бил планиран за инфраструктурно, канализација, водовод, инфраструктура, пат, струја, сите тие работи, осветлување. И сега ние кои ќе дадете шанса да го градите ги легализираат, законот вели овие што платиле и што граделе диво, ги ставаме во исти кош со овие што чекале документи, чекале градежни одобренија, си плаќале комунали, во исти кош и да барат исти права. И јас сум во ред, да тие што тоа што е изградено е жално некош да се руши, меѓутоа ако е веќе изградено и е веќе легализирано, јас ќе се борам да не може да ги добијат тие луѓе истите права како што ги добиле овие со легалното градење на објектите. Ради тоа што еве сега во овие 6 месеци јас се сретнав со проблем кој што не можам да го решам. Имаме легализирани куќи, тоа не е една куќа, 30 куќи, легализирани куќи кои што ги легализирале буквално во дол, каде што канализационата мрежа е на 50 метри над долот и се овие бараат да се приклучат на канализационата мрежа. Законот на физика и законот на гравитација вели дека нелогично е фекалиите да се качуваат нагоре, надолу. И ние сега треба да, за овие наши сограѓани, да направиме, не знам каков систем, каде што ќе треба да се направат пумпи кои што ќе трошат струја, за да ја пумпат фекалијата да се качува нагоре, па тоа може да направи дополнителен проблем на канализацијата на сите оние горе граѓани кои што си платиле легално да имаат канализација и водовод. Ќе направиме проблем кај нив, заради тоа што сега овие нема начин како да ги приклучиме на канализацијата. Водовод ќе приклучиме и тоа со канализацијата прв проблем. И сега имаме во 21 век легализирани објекти кои што имат септички јами. Кажете ми како ние можеме и во сред град да не речеме како ние можеме да планираме проширување и развивање на општина Штип кога верувајте во целиот атар на општината градени куќи кој кај му текнал. Кој каде му текнал? Законот што се пушти во собрание среќа што се повлече или се стопираше што се направи. Направи таков хаос. Општината, ние со урбанистите зборевме за да исцртаме парцели за продажба, за да можат луѓе да си купуваат, да си градат куќи, згради да си градат, да се шири градот. Верувајте дека со овој закон кој излезе во јавноста, луѓето на овие парцели кои што ги спремавме и беа спремни за продажба, изградиле куќи. Тоа е срамота, јас се срамам, искрено ќе кажам, како градоначалник, се срамам како граѓанин на овој град, што имаме луѓе кои што сакаат да узурпираат јавна површина, кои што сакаат да узурпираат површина на Република Македонија. Штип е хаотичен. Хаотичен е токму од граѓаните кои што мислат дека се над законот, кои што мислат дека со злоупотреба или користењето на дупките во законите може да прават безредие во градот. И јас ветувам и ќе се борам до крајот на мојот мандат овој, меѓутоа и наредниот, ќе се борам со петни жили да го сопрам тоа дивоградење. Моментално да знаат и граѓаните, ради тоа што верувам дека на градежните инспектори кои што ги имаме во Штип име преку глава да се расправаат, да добиваат уцени по животот, уцени по фамилиите, закани по нивниот живот и уште што не, само за да не ја срушат или да не дадат одлука за рушење на дивоградбата, а и големата работа која дадат одлуката овие си тераат си градат, ради тоа што ние сме сепак мало општество и мало општина каде што се знаеме секој со секој, затоа најдов компромис и донесов 20 градежни инспектори од различни општини, не ги кажувам кои се, ќе ги знаат кои ќе стигнат на терен, кои ќе се сретнат самите дивоградители со овие градежни инспектори, кои што ќе работат строго по законот, нема да имаат обзир према никого, ниту према Сашко, ниту према вас, ниту према пријатели, блиски, непријатели, законот ќе важи за сите и мислам дека ќе почне да ставаме ред во однос на тоа. Инаку, од првиот ден кога дојдов овде, се зафатив и ветив дека генералниот урбанистички план кој што повеќе од 10, 15, 20 години не беше променет, го завршивме, го пуштивме до Министерството за транспорт и врски. Имаше таму некои забелешки што моравме да ги промениме и мислам дека во текот на наредната недела ќе биде вратен назад и до крајот на септември месец ќе имаме изготвен и после 10-20 години готов генерален урбанистички план и ќе имаме веќе визија како да го шириме градот.
Да, еве, да се вратам само малку на почеток, ова ми е и последно прашање. Вие сте и доктор. Како наоѓате време да видите еве и градоначалник и доктор, меѓутоа сте и сопруг и татко, како успевате градоначалничката функција да ја споите со се останато? Мојата професија у болницата е, ќе речам, се смеевме, клизно работно време, вика. Што значи клизно работно време? Па цело време си на работа. И цело време клизаш низ просториите на работата. Се шалам. Мојата професија бара итно влагање во сала. Што значи тоа? Дека ако пациентот има инфаркт, мора итно да се решава состојбата на пациентот. Моите колеги направив една екипа во овие 7 години од 6 доктори кои што работат таму. 4 од нив се веќе спремни интервентни кардиолози кои што работат во сала. Сите знаат да работат ехокардиографија, сите знаат да работат интензивна нега, сите знаат да се справуваат со кардиолошките проблеми и тоа оделение функционира и без Сашко Николов. Меѓутоа, проблемот кај Сашко Николов е што Сашко Николов има нагон, ќе го кажам, да оди да прегледува пациенти. На Сашко Николов животната желба му беше од прво оделение од мои 7 години, сака да бидам кардиолог и ми се оствари. Конфуција има кажано, треба да најдеш работа што ја сакаш, и ти никош нема да работиш, туку ти ќе уживаш. Јас си уживам во болницата, овде го правам ова за граѓаните, ова го правам као градоначалник, го работам заради моите деца дома, како што кажавте, јас сум и татко, на две дечиња, 3 дечиња уствари, едното не живее во државава. И ова го правам заради нив. Ради тоа што сакам моите деца да растат во една општина каде што ќе биде закон, ќе има ред, ќе има хигиена, ќе има правичност и праведност за сите. Не сакам моите деца или нечии деца да бидат од било кој начин исфрустрирани, дали од политиката, дали од економијата, дали од социопштествената состојба, туку сакам сите овие деца да се чувствуваат штипени и да сакаат да останат и да се развиваат како академски граѓани во овој град. Време кога сакате нешто има за се. Значи, дали пред да дојдам во општината, обично се така ги закажувам интервенциите за некои кои што јас сакам да ги работам или се многу посложени кои што колегите не би може да ги изработат, ги закажувам во 5 наутро. Па јас до 7:30 ќе завршам, по 8 сум веќе во општината или после работното време ќе се качам во болницата ќе завршам интервенција. Обично ручекот секогаш го прескокнувам дома, односно ручам сам, ради тоа што кај нас дома мојата сопруга работи по италијански тертип, руча во 1:30-2. Јас секогаш пред 3:30 не можам да се вратам дома, така да секогаш се ручам дома сам. И задолжително страда највише времето за одмор, бидејќи кога си дојдете дома, децата сакаат и да скокаат, сакаат и да ги прошетате до игралиште, до парк, сакаат да ги однесете сега и на базен, сакаат и да се борат со вас, сакаат и да скокаат врз креветот, врз вас сакаат да скокаат, така да кога ќе се вратам после ручекот, веќе они се станати од таа попладневна дремка и се спремни за играње, па си играме. Па после доаѓа време за повторно активности во општината или во болницата и вечерта повторно сме сите заедно. Генерално се има време за се. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk